Лицата вршители на дејност од времен карактер пред отпочнување на нивната дејност потребно е да поднесат барање за паушално одоночување на данок на личен доход, изјави директорот на управата за јавни приходи Кочани Сашко Глигоров. Лицата кои за време на летната сезона планираат да вршат одредена дејност, истите треба прво да поднесат барање до УЈП, а потоа да вршат дејност. Барањето за преземање е достапно на страната на УЈП или истото може да се пополни лично во даночните канцеларии во управата. Ние како управа за јавни приходи имаме обврска да им кажеме на овие лица, вршители на дејност од времен карактер, дека пред отпочнување на нивната дејност потребно е да поднесат барање за паушално одоночување на данок на личен доход до управата за јавни приходи. Значи, секој кој што планира оваа летна сезона да врши некоја од овие дејности, најпрво треба да поднесе барање, па потоа да врши дејност. Барањето може да го превземат од веб страната на управата за јавни приходи или од самите даночни канцеларии на управата за јавни приходи. Приходите од лицата кои издаваат простори под закуп треба да се пријават на даночни услуги со што УЈП ќе има целосен електронски пристап за пријавување на приходот за закупнина од ваков тип. Со потполнување на податоците, закуподавачот ќе добија автоматски налог за уплата на персонален данок. Ние им укажуваме на граѓаните кои вршат издавање на простори, значи под закуп или под закуп, дека треба да ги пријават истите приходи на нашата платформа на даночни услуги. Тоа што значи? Имаме целосно електронски пристап за пријавување на самиот приход по основ на кирии закупнини од ваков тип, со пополнување на податоците само од страна на лицето кое што е закуподавачот, добиваат автоматски налог за уплата на персонален данок по законот за данок на личен доход. Доколку се работи за закуп во период од цела година, лицето може да направи за целата година и да добие 12 налози за плаќање. Овде се вклучуваат и апартмани изнајмени на 1 ден, 2 или 3. Со тоа системот пресметката ја прави автоматски. Пресметките кои што се прават во системот на даночни услуги, односно во ПДД, истите доколку се работи за закуп во период од цела година, лицето може да ги направи за цела година и да добие 12 налози за плаќање. Меѓутоа, овде се случува, значи, да се изнајмуваат апартмани за ден, 2 или 3. Пресметката ја прави автоматски системот и вие само го уплатувате налогот кој што ви е генериран преку системот на управата за јавни приходи. За лицата кои што нема да поднесат барање однапред следуваат глоби во висина од 50 евра до 10.000 евра, во зависност од прекршокот кој што е направен и од големината на даночниот обврзник.